Добро вечер во Топ тема. Пред саметот на Европската Унија идната недела како да се иступија шансите за почеток на преговори на Македонија со Европската Унија. Дали веќе се знае исходот или има други иницијативи, но и за политичката ситуација во земјата, вечерва во Топ тема разговараме со министерот за надворешни работи Бујар Османи. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Господине Османи, значи на 14 декември е Министерскиот совет Македонија ќе биде повторно на дневен ред заедно со Албанија, но бугарската влада, техничката влада излезе со јавен став. Пред 2 дена позицијата не се менува, следува ново вето. Па да, ја слушнавме таа изјава преку прес-службата, меѓутоа сепак мислам дека до 14 треба да продолжиме со активностите, не само ние, пред се Европската Унија, затоа што одлуката која што се очекува во декември е всушност операционализација на веќе донесена одлука за започнување на преговори на 20 март 2020 година. И ако можам само да објаснам дека ние чекавме 15 години кандидатски статус за добивање одлука за започнување на преговори. Таа одлука се доби на 20 март минатата година. Од таа одлука после почнуваат сите наредни чекори се до полноправно членство. Некој пресметал дека се тоа меѓу 100 до 200 пати ќе треба ваков консензус од таа одлука до полноправното членство. Усвојувањето на рамката за преговори, првата меѓувладина конференција, па втората, третата, бидејќи ќе има стотици такви меѓувладини конференции, се чекори кои што се предвидени после таа одлука. И од тука сметам дека сега веќе е прашање на Европската Унија дали ќе ја материализира својата политичка одлука од 20 март 2020 година за ефектуирање на наредните чекори за членство. Иако навестува позиција на Република Бугарија, сепак мислам дека до 14 кога е Министерскиот совет, 16-17 е самитот на лидери, меѓутоа и после 16-17 до крај на годината Словенечкото председателство во случајот има право да свика и вонреден состанок на министрите доколку има некакво придвижување во позицијата на Република Бугарија. Сега имајќи го предвид дека политичката влада таму се очекува во наредните денови, не знам кога се планира да биде денот на конституирањето, дали пред или после овој министерски совет, сепак мислам дека се уште има игра до крајот на годината да се работи, прво Европската Унија да работи во својот двор за да ги спроведе собствените одлуки, меѓутоа и ние во делот на билатералниот спор да имаме прогрес. Очекувањата, значи, ви се доколку се формира новата бугарска влада? Очигледно да, бидејќи ние разговаравме, знаете, ни се погоди така да во годината кога требаше да најдеме, да направиме одреден прогрес, Република Бугарија оди 3 пати на изборни процеси. Тоа не се случува на 100 години на една држава, ни се случи нас во една година. И тоа се разбира влијаеше на динамиката и на исходот, меѓутоа еве се обидуваме ако се формира влада во наредните денови, сепак тој тесен прозорец на можности да го искористиме максимално. Зошто гледате прозорец на можности откако Кирил Петков, најверојатно едниот бугарски премиер, во интервју за Шпигел на 6 меѓу другото изјави дека ќе треба 6 месеци да се формираат оние работни групи кои тој веќе ги најави, кои ќе дискутираат претежно за економија, инфраструктура и така натаму. И дека не е добро доколку Бугарија веднаш даде зелено светло, мисли на неговата влада идна, бидејќи доколку веднаш се согласат, тоа ќе ги зајакне националистите на двете страни. Видите, јас не се согласувам со тоа. Они имаат право не 6 месеци и 6 години да ја блокираат. Перспективата која што за жал не е само за Северна Македонија, туку за целиот регион. Целиот регион е заложник на оваа блокада, пред се Република Албанија која што е дел од пакетот. Јас мислам дека кредибилитетот на европската перспектива во регионот се повеќе губи од тежина
и мислам дека се движиме на работ, на кршење на тој кредибилитет, а имајќи предвид дека тој кредибилитет е моторот, е горивото што го движи регионот напред во смисла на реформи, во смисла на демократизација, во смисла на посилни институции за справување со предизвиците. Меѓутоа, често кажуваме и лепакот кој што ги држи заедно сите овие контрадикторни наративи во регионот и што успеа да го сплоти регионот во една идеја, а тоа е надежта за европска перспектива, како слабе, така се повеќе тие контрадикторни наративи излегуваат на површина и ние ги гледаме. Националистичката реторика е се присутна во регионот, ретроградните тенденции се поприсутни, па дури и безбедносните ризици се поприсутни. И јас мислам тоа е директно последица на слабењето на моќта и на трансформирачката енергија на европската перспектива. Сега, дали тој раб или може да чека 6 месеци, јас не сум сигурен, бидејќи не знаеме кога може да се прекрши, и тоа не зборам само во внатрешните динамики во Албанија и Северна Македонија, туку во целиот регион. Така да мислам дека политичката влада во Република Бугарија и ново избраниот, односно избраниот председател ја разбираат тежината на ова одложување. Да, но сепак вела тебе кој за почеток 6 месеци. Очигледно дека има некакво усогласување меѓу нивните ставови. Можно ли е на овој самит Албанија да се одвои од Македонија, односно да ги почне преговорите и да останеме сами во чекална? Видете, формално е можно, бидејќи за секоја држава се донесува посебна одлука. Системот се засновува на индивидуални заслуги на државите. Нели е воспоставен тој принцип на регата, да секоја држава се движи со брзината која ја наметнува самата во делот на реформи. Да, но Македонија и Албанија како да стигна во пакет, дури Албанија инсистираше на почетокот да биде. Јас сметам дека овие индивидуални позиции на државите во процесот се циклични. Знаете дека во 2019 бевме во обратна позиција. Ние требаше да се движиме, Албанија немаше поддршка од неколку земји членки и беше прашањето дали да се издвои Северна Македонија. Сега се менуваат работите. Јас сум сигурен дека за година-две ќе се менуваат повторно во различна насока и така циклично, бидејќи динамични се овие прашања во државите. Денес ни оди добро, утре помалку добро или повеќе добро. Но какви ви се сигналите, можно ли е да почне преговори Албанија? Да довршам мислата, бидејќи се циклични, мислам дека во интерес на двете држави е да се држиме заедно. Бидејќи создаваме една синергија и даваме една регионална динамика, една регионална компонента на процесот. Дека ова не е само бирократски процес, туку се разбира и политички процес. И не можам да кажам која ќе биде одлуката, не очекувам во декември да се случи едно такво раздвојување. Се надевам дека сериозноста ќе биде на последиците од ова одложување, од ова не ефектуирање на сопствените одлуки на Европската Унија, кој што значително ќе влијае на довербата на самата Унија во регионот, ќе доведе до ситуација да двете држави почнат најкасно до јануари со преговорите. Тој прозорец на надеж што го споменувате, дали се базира и на некакви иницијативи? Првиот вице-премиер Артан Груби вчера најави француска иницијатива. За што се работи? Да, мислам дека беше извадено од контекст тоа што го кажа вице-премиерот. Во последно време и јас чувствувам дека има повеќе од било кога една француска проактивност во изнаоѓање на решение, што е добро за регионот и за европската перспектива на регионот, имајќи ја предвид тежината што ја носи Франција во Европската Унија, и навистина тоа го гледаме. Го гледавме кога го посетивме председателот Макрон во Елисејската палата, меѓутоа и на сите мои средби. Јас го сретнав и министерот Ледриан во Рига, разговаравме на таа тема и навистина се гледа една проактивност на Република Франција, а имајќи тука предвид и проактивноста на Германија, која што е конзистентна и силна, кога двете најсилни држави во Европската Унија покажуваат таква проактивност, се разбира дека дава надеж
на целиот регион, дека сепак овој процес има иднина. Така да на тоа се заснова. Претпоставам дека го слушнавте вчерашниот говор и пресконференцијата на францускиот претседател Макрон во Елисејската палата, кој зборуваше посебно за Западниот Балкан, дека Европската унија мора да инвестира, зашто таму историјата се повторува посочувајќи на безбедносните ризици. Но не вети ништо конкретно за Западен Балкан, освен дека под француското председателство на крајот во јуни би се одржала конференција за Западен Балкан. Многу конференции имавме. Мислам дека прво беше добро што председателот Макрон, кога ги представуваше вчера приоритетите на француското председавање, издвои дел за Западниот Балкан, за значењето на Западниот Балкан за Европската унија. Дека тоа е регион кој што е и географски, и историски, и културолошки, и економски дел од Европа и еден ден мора да биде дел од Европската унија. И мислам дека сите што го следат процесот знаат дека Европска унија со регион кој што е надвор од неа, ниту може да биде геополитички фактор во светот, ниту па може да биде стабилен и просперитетен. Така да алтернатива од членството на регионот во Европската унија нема и тоа го знаат. Моментот се разбира е таков да има одредена скептичност, веројатно и поради искуството на членството на некои други држави претходно, мигрантската криза дополнително влијаеше, економската криза од 2009 исто така влијаеше и се создава една атмосфера дека Европската унија тешко функционира и дека дополнително 6 членки кои што би се придружиле уште повеќе ќе ја комплицираат, ќе ја оптоварат. И затоа го покренаа процесот паралелно како се подготвуваат државите од регионот за членство, Европската унија да се продлабочи во смисла да стане поприемчива или подготвена за нови членки. Мислите дека сега има расположение повеќе? Се наметна конференцијата за иднината на Европа, која што во моментот се случува и веројатно ќе дојде со нови предлози како унијата да биде пофункционална. Нели се отвори дебатата дали консензуалното гласење треба да се да остане или да се претвори во квалификувано мнозинство за одредени политики и така натаму и тоа е во ред затоа што навистина ние сакаме да влеземе во функционална унија. Ниту сакаме да ја отежниме работата, ниту да влеземе во унија која што пак нема да може да функционира како што треба. Но нашиот став е дека двата процеса може да се движат паралелно. Бидејќи и ние сметаме дека не сме се уште спремни за полноправно членство, ни треба процес на подготовка. Затоа се и преговорите. И затоа се преговорите. Меѓутоа, започнувањето на преговори е апсолутно неопходно и веќе критично прашање не само за иднината на регионот, туку и за целата Европска унија. Што може да сторат Соединетите американски држави? Беше специјалниот американски пратеник Ескобар во Македонија, велејќи дека поддржува европската перспектива, но каква улога тука би можеле да имаат Соединетите американски држави и ми споменавте пред интервјуто во понеделник одите во Лондон, каде повторно имате средба со Ескобар и не само со него. Па јас му кажав и на господинот Ескобар која беше овде дека позади секој политички успех на оваа држава има печат на Соединетите американски држави. Се разбира и на Европската унија. Така да не треба да се биде голем познавач на приликите за да се знае дека Соединетите американски држави можат многу да помогнат и помагаат и се силно ангажирани оваа прашање затоа што е стратешки интерес на Соединетите американски држави овој регион да биде дел од Европската унија. Меѓутоа и искуството покажа дека секогаш кога Европската унија и САД работат заедно за менаџирање, за промовирање на одредени прашања во регионот, таквите решенија се секогаш ефективни и трајни и одржливи. И од тука учеството на САД, вклучувајќи и во оваа прашање, апсолутно сметам дека е исклучително важно. Во однос на прашањето
За Лондон, точно е дека понеделник имаме средба со представниците, специјалните представници за регионот на Соединетите Американски држави, тоа е господинот Ескобар, со новиот представник на Велика Британија, тоа е господинот Пич, и Лајчак како представник на Европската Унија, заедно со 6 министри за надворешни работи. Очигледно е впечатокот дека регионот не се движи во правилен правец, дека дури постојат и критични точки кои што можат и да излезат од контрола доколку не се реагира веднаш. Мојот став, кој што го пренесувам на сите и го кажувам и јавно, дека клучот за деблокирање на оваа блокада во регионот лежи во досието на Северна Македонија. Било кој акцијски план за решавање на прашањата во регионот треба да почнат од нашето досие. Па потоа тоа може да има тој позитивен домино ефект и врз останатите држави, вклучувајќи ги и во односите помеѓу Србија и Косово, меѓутоа и во Босна, бидејќи се додека нашата приказна, која што е навистина уникатна по успешност. Ние сме функционална мултиетничка демократија која што покажа дека во регионот може да има таков тип на демократии и дека може да послужи како референтен модел за сличните прашања кои што ги има регионот. И додека не се признава и промовира ова успешна приказна, навистина не можете да очекувате дека било кој би бил охрабрен и стимулиран да го следи тој пат на мирно помирување, на инклузивност, на интеграција во нивните општества или во регионот. Напротив, веројатно испраќа спротивна порака дека вреди се она. Така и затоа сметам дека и ваквите средби во кои што ќе можам јас во Лондон да ја представам нашата приказна, меѓутоа и позитивен одговор на меѓународната заедница по однос на оваа приказна ќе влие охрабрувачки за целиот регион. Да се вратиме на главната пречка, бугарското вето. Вие цело време и покрај изборите, имаше избори кај нас, нели, локални, претседателските, парламентарните во Бугарија, цело време велите дека постојано контактирате. Се водат преговори. Кој преговара? И зашто? Преговараат двете влади, преговараат Министерството за надворешни работи. Ние во оваа година, иако со техничката влада, меѓутоа сум објаснил пред јавноста дека одлуката беше да не се прекине комуникацијата и покрај тоа што имаме службена влада, бидејќи еден таков геп на некомуницирање ќе создаде уште повеќе недоверба и различни толкувања. И ние имавме 3 рунди на средби, 2 во Софија, една средба во Скопје, помеѓу експерти од двете Министерства за надворешни работи, во кои што разговара за билатералната трака, ако можам да кажам, бидејќи Република Бугарија се обидува да наметне еден таков пристап во кој што ќе има една билатерална трака, а тоа се прашањата 5+1. Да, тие го испорача и европска трака. Вие најавивте во ноември дека уште минатиот месец дека и ќе им одговорите на сите овие барања. Дали ги доставивте тие одговори за планот 5+1? Да, имав јас една средба со министерот Стоев на маргините на самитот на земји членки на НАТО во Рига и после разговорот што го имаше премиерот Заев со претседателот Радев во истиот ден и двајцата лидери сепак се договорија и во текот на декември да продолжат комуникациите со цел таа комуникација да доведе до одлука во декември. Јас ги предадов нашите коментари на пакетот 5+1 за кој што очекуваме одговор од бугарска страна. Се видов со министерот Соев повторно во Софија, кога отидов таму за да ги пренесеме телата на жртвите од сообраќајната несреќа и имав можност и таму да разговараме, меѓутоа очигледно ќе треба да чекаме наредните денови сепак да се формира политичката влада. И затоа велам дека се уште има простор со кој би ги разговарале. Но одговорот стигна од Бугарија практично во средата.
го соопштија дека позициите не се променети. Значи, одговорите што ги испратила Македонија не придонесуваат заменување на ставот. Тоа е ставот на техничката влада. Во преговорите има и одредени тактички позиционирања со цел да се изгради подобра позиција за секоја од страните. Јас сум повеќе го сакам пристапот на доверба и на отворен и транспарентен разговор отколку тактички позиционирања во овие прашања. Ние сме сепак најблиски соседи со кои што ќе треба заедно да живееме. 5+1, првите 5 услови горе-долу, како што во една прилика изјави премиерот Заев, има простор да се договори користењето на долгото име на државата, чествувањето на празниците, на тоа се однесува. Тој еден услов е да влезат бугарите во македонскиот устав. Кој е ставот што го испративте? Тој став ние јавно сме го искажале, дека Република Северна Македонија е држава со најширок спектар на права по колективни права за заедниците. Тоа посебно го донесе како додадена вредност рамковниот договор и сето тоа доведе ние во оваа ситуација да бидеме таа една функционална мултиетничка демократија која што служи како пример во обраќањето на сите светски лидери како може мултиетнички демократии дури во еден регион како што е Западниот Балкан со целата историја на оптоварени односи помеѓу заедниците да функционира. И во однос на тоа ние немаме никаков проблем да го прошириме тој опфатот на преамбулата на Уставот и со заедници кои што во 2001 кога беше формулирана последната верзија на преамбулата не беа предвидени и тука ја вклучувам и црногорската заедница, и хрватската заедница, и бугарската заедница. Тоа значи кога би се отворил Уставот би влегле сите тие? Да, има еден таков тренд. Република Хрватска тоа го направи, ги внесе сите, вклучувајќи и македонците, и албанците, и сите помали заедници кои што живеат во Хрватска, ги внесе во својот устав, бидејќи тоа е трендот на модерните држави, на демократските држави. Мислам дека во тој дел Република Северна Македонија нема никаков проблем доколку има заедница која што бара да биде препознаена во Уставот, тоа да го направиме. Проблемот е во декларацијата усвоена во бугарскиот парламент, каде што сосема се негира постоењето на македонскиот народ или дека се вештачка нација измислена од Тито, непризнавањето на македонскиот јазик. Ако ние го направиме ова со Уставот, дали ќе побараме оваа декларација да не важи? Значи, мора да има некаков реципроцитет, не може да се исполнуваат постојано услови. Видете, јас мислам дека барањето за внесување на бугарската заедница во Уставот е спротивна на таа декларација која што се засноваше, иако не експлицитно кажано, на принципот една држава, два народи. Бидејќи тоа беше во тој пристап претходно до 45-та, после 45-та. Не ја знам намерата позади овие нови барања. Имаше еден став на председателот Радев кој што јавно го кажа после средбата со Сдруженијата на бугарите од Република Северна Македонија дека претходниот пристап не ни беше разбран во Европската унија, па затоа сега преминуваме на прашање на човекови... Да, ќе се фокусираат на прашањата на човековите права. Бугарското малцинство, иако не го признаваат македонското малцинство во Бугарија. Мислам дека во тој дел Република Северна Македонија нема никаков проблем да, иако и тоа сега не го прави, бугарската заедница може да се организира во здруженија, во политички партии, тоа да го манифестира, доколку треба дополнителна поддршка од државата за да ги манифестираат своите културни, идентитетски атрибути, па и дури историски погледи како заедница. Ние немаме никаков проблем тоа да го поддржиме и тоа
да го прифатиме и тоа е всушност основа за таа мултиперспективност која што се разговара. Пак зборуваме што ние би направиле. Од наша страна нешто треба веројатно и Бугарија да направи. Бугарија треба да поддржи почеток на преговори за членство во Европската унија. Меѓутоа, сакам да кажам, бидејќи ова е од суштинско значење, дека мултиперспективноста како пристап и во историските погледи, во интерпретации кон минатото, дека можат паралелно да живеат еден до друг, без да се судираат или пак да бидат во конфликтност со цел едното да го победи другото, мислам дека е современиот пристап кон решението на нашето прашање, така да јас гледам излезно решение токму во тоа, во мултидисциплинарниот пристап, во правото, граѓаните кои што сметаат дека има таков историски поглед кон минатото, кои што мислат дека има такви културни или идентитетски атрибути, тоа да можат индивидуално или колективно. Македонија е доказ за тоа како функционира. Кој преговара со бугарската страна? Вие, Бучковски? Министерството за надворешни работи во име на владата, се разбира дека ние имаме тим во владата, во кој што е премиерот Заев, во кој што сум јас, на експертско ниво е тоа Министерството за надворешни работи, а господинот Бучковски направи добри работи во комуникациите во делот на тие мерки на доверба, во однос на вклучувањето на бугарската телевизија во во нашите кабловски телевизии, отварањето на канцеларија на МИА во Софија. Значи тоа се тој работи повеќе на мерки на доверба. Во овој владин тим не го споминавте Никола Димитров, вице-премиерот за европски. Поголем тим е во владата во кој што се координираме, меѓутоа институциите кои што се вклучени се владата и Министерството за надворешни работи. Нема ривалитет во владата околу? Не, има различни, ние се сретнуваме често, имаме различни погледи по однос на тактичкиот пристап, по однос на временската динамика, но тоа што е најважно и го кажувам често, речиси никогаш не сме имали разлики по однос на суштината на нашите позиции, по однос на содржината на нашите позиции и тоа дава една доверба во тимот, во процесот, во бранењето на тие позиции, дека никој од нас нема дилема, дека тоа што го предлагаме, тоа што го разговараме, сме убедени дека тоа е прифатливо и за граѓаните. И тоа е најважно. Да, имаме разлики некојаш по однос на динамиката, по однос на брзината, по однос на пристапот, дипломатскиот, тактичкиот, меѓутоа тоа така и треба да биде доколку сакаме да стигнеме до креативни решенија. Но сепак сте во истим. Да, и за содржината сме на иста линија. Но немаме амбасадор во Софија се уште. Да, за жал немаме амбасадор. Како и ниту во Вашингтон, ниту во Москва, да не ги набројувам по амбасади. Со специјалниот представник, со господинот Бучковски се обидовме да компензираме делно недостаток и на амбасадор. Иако има дипломати во амбасадата, се додека не се договориме за решение кое што мислиме дека... Значи нема ни кандидат за амбасадор во Софија во Има една шорт листа која што ја разговараме, бидејќи знаете амбасадорите се одлучуваат преку договор на претседателот на државата, премиерот и министерот за надворешни работи и додека не постигнеме консензус за човек кој што мислиме дека во дадениот момент може да биде додадена вредност. Нема консензус ни за Вашингтон? Во моментот се разговара, знаете дека јас наследив ситуација на 15 амбасадори кои што беа блокирани или не беа назначени или беа блокирани во Комисијата за надворешна политика. И сета таа работа требаше во една година, јас имам испратено повеќе од 10 амбасадори, сега испраќам наредните денови уште 4. И така да пополнуваме една голема празнина која што беше во нашата дипломатска служба. Остануваат уште овие 7 места кои што се празни, секој со свој приоритет, не можеме да кажеме дека едното е помалку од другото, но заради
спорот со Република Бугарија, затоа назначивме и специјален представник на некој начин привремено да се компензира и недостатокот на амбасадор, додека не одлучиме да ги пополниме сите амбасади. Сигурно сум дека ви е непријатно кога одите во овие клучни позиции, немате амбасадор. Јас би сакал уште утре да имаме решение за сите овие места. Да поминеме на она што се случува на политичката сцена, тука сте еднакво активен. Дали сметате дека во моментот е постигната една политичка стабилност која може да трае до следните парламентарни избори редовни? Мислам да. Прво заради тоа, не само заради математичкото мнозинство кое што го имаме од 64, кое што дава една стабилност во функционирањето. Знаете дека бевме со 62, па во услови на пандемија често имавме проблеми со кворума заради тоа што еден пратеник да беше во изолација. Имавме проблем. Парламентот практично не функционираше, ова е најнефункционален парламент. И сега со 64 и математички сме постабилни, меѓутоа и по однос на погледите на политичките партии за приоритетите на владата во наредниот период. Мислам дека тоа дава една доволна гаранција дека до 2024 треба да има една сериозна предвидливост, а тоа е најважно сега. Јас во неколку наврати кажав, најголем страв ми беше доколку Република Северна Македонија станеше дел од проблемот во нерешавањето на спорот со Бугарија или пак непочнувањето на преговори. Бидејќи имаше такви обиди да се каже, еве, таму има криза, затоа не можеме да го решиме проблемот. Сега никој не може да каже во Република Северна Македонија нема стабилност или пак Република Северна Македонија не е проактивна. Ги дадовме одговорите, стабилна е владата, секое одложување или нерешавање на прашањето сигурно не е по вина на Република Северна Македонија, а тоа ни е важно пред меѓународната заедница и во нивниот став, бидејќи секоја страна се обидува меѓународната заедница да ја убеди дека прави све што може и дека е во право. Јас мислам дека со тоа што ја задржавме стабилноста на владата, со тоа што ги дадовме нашите коментари, ние сме апсолутно на чисто дека направивме све што можевме да направиме и сега топката е на другата страна. Зошто им остапивте толку директорски места на алтернатива и тоа на многу важни институции и предпријатија како МЕПСО, Агенцијата за странски инвестиции? Многу е долг списокот на што го испорача алтернатива и што го исполнивте. Видете, тоа е прашање на разговори, тоа е прашање на проценка. Јас мислам дека доколку кадрите кои што ќе ги раководат тие институции покажат резултат, доколку ја спроведуваат програмата на владата, бидејќи на краиштата граѓаните проценуваат дали владата како целина испорача тоа што вети. Како како селекторот си ги распределува играчите на полето на играње, тоа е прашање на тактика, на разговори и преговори. Најважно е дали програмски ќе работиме координирано и дали ќе испорачаме резултати како влада. Граѓаните, публиката тоа го гледа во еден надпревар, а не начините. Не ако е на кое место или кој индивидуално што испорачува. Се обидувам да пометафорички да го прикажам како селекторот си ги распределува играчите внатре. Односно селекторите во случајот, затоа што двете партии и СДСМ. А што ќе прават селекторите доколку ова им даде, како да речам, буст, што би рекле, на другите помали коалицијски партнери, па сега тие испорачаат своји листи кои имаат и повеќе пратеници, а ако може алтернатива со 4 пратеници да добие толку позиции? Мислам дека и тие се свесни за моментот, дека сега е важно да се испорача тоа што граѓаните го очекуваат од нас.
испорачувањето е во делот на интегративните процеси, во делот на надминување на кризите, здравствената и енергетската криза, во делот на подобрувањето на животниот стандард на луѓето. И мислам дека во политичките партии, иако во јавноста можеби се мисли дека ние во партиите разговараме само за тоа кој што ќе добие од местата, сепак политичките партии и политичарите се тие што може единствените кои што треба на неколку години да излезат повторно да се соочат со граѓаните. И им е важно да набројат што испорачале. За жал, она што го гледаме сега е токму тргување со позициите. Дали сметате дека премиерот Заев дефинитивно рече дека се заминува од премиерската функција? Дали идниот мандатар верувате дека ќе ја одржи политичката стабилност на оваа влада? Каква што е во моментов? Дали стравувате вие како ДУИ дека тука... Видите, не е прашање на стравување. Јас сум го кажал мојот став дека беше погрешно целата ова криза која што се создаде со оставката на премиерот Заев, меѓутоа сите ние сме луѓе, сите ние имаме емоции, имаме перцепции лични како ги гледаме прашањата и тука навистина не смееме да осудуваме, затоа што секој од нас ги зема некои работи полично или помалку лично. Во однос дали наредниот премиер, тоа е прашање кое што партијата која што ќе го предлага премиерот треба да го претходно обмисли. Затоа што доколку тој кандидат што ги го предложат како мандатар ќе ги влоши меѓу коалицијските односи, ќе ја влоши имплементацијата на програмата на владата, тоа е на штета на самата партија. Така да јас очекувам дека и во изборот на кандидатот они ќе размислат да биде човек кој што ќе ја продолжи имплементација, ќе го продолжи политиката на усогласениот договор меѓу коалицијските партнери и имплементацијата на тој договор со цел да се испорачаат резултатите кои што како коалиција сме ги презеле пред граѓаните. Колку мислите дека сте испорачале со оглед на тоа, вчера беше ден на борба против корупцијата, од друга страна корупцијата излегува како што рече некој единствена институција која функционира во Македонија. Огромна е недовербата на граѓаните во институциите. Видете, воред се тие испитување на јавното мислење по однос на перцепцијата на граѓаните, тоа е сериозен индикатор. Но мислам дека исто така треба да се земаат предвид и индикаторите на меѓународните институции кои што... Да, ова за корупцијата единствена институција, мислам дека американската амбасадорка брзо. Кои што го следат така да ги следат индикаторите. Јас мислам дека во тој дел има напредок, но има уште многу што да се направи. Сепак корупцијата е прашање кое што бара сеопфатно институционално справување и тоа конзистентно. Не може да биде во бранови, не може да биде во циклуси, не може да биде поврзано со мандати. Тоа треба да имаме општествен договор како политички чинители и како институции дека ќе работиме на справување со корупцијата. Мојот став е... Не ли треба да има и внатре во политичките партии да се договорите, како да кажам, со самите себе дека да, мислам дека и во тој дел има сериозен прогрес. Јас знам дека во јавноста перцепцијата кон политичарите е негативна. Меѓутоа мора да имате предвид дека од сите општествени чинители единствено политичарите се тие кои што циклично кај нас барем на секоја година треба да излезат пак пред граѓаните, да ги слушнат и да ја бараат нивната доверба. Ниедна друга категорија на општествени чинители нема обврска да отиде пред граѓаните и да бара нов мандат. Да, но вие доаѓате од партија која често знаете да кажете, ДУИ секако ќе влезе кој да формира влада. Не е така. ДУИ влегува заради тоа што победува, а победува заради тоа што на секое појавување пред граѓаните излегува со одредени резултати. Така да нема механизам во демократијата друг освен гласот на граѓаните за менување на политичарите. Меѓутоа тезата ми беше дека иако перцепцијата дека од сите општествени актери
политичарите се најкорумпираните, најнегативните, мора да имате предвид дека се единствените тие кои што секој ден размислуваат како на наредните избори ќе излезам и ќе ги сретнам моите соседи, моите сограѓани насекаде низ. А за да бидете спремни да ги сретнете, мора да размислувате за нив, да им испорачате, да не се корумпирате, затоа што утре луѓето ќе ви го кажат тоа на лице, а не може да им го кажат на другите чинители во општеството, вклучувајќи ја и администрацијата. И лично да не сте против корупцијата, корупцијата ја има и тоа од најниските можно ниво, значи нема никаква контрола. Еве ќе ве прашам, нели лично како се почувствувавте после трагедијата со автобуската несреќа во Бугарија, која откри веројатно корупција на многу нивоа, од инспекцијски, од дозволи, од што се нелегално практично се прави во државата. Нели лично, нели почувствувавте една, видете, секако јас, да кажам, горчина ко сите ние? Јас посебно имам личен впечаток кон тоа, бидејќи разговарав и со преживеаните долго време, ги видов и жртвите. И заедно со нив патував во авион за Скопје. И имам и дополнителна компонента емоционална кон тоа прашање. Да, има слабости во системот. Како што има секаде во земите во Зборуваме за Македонија, не мора да се споредуваме, доволно е лошо. Јас имам еден став дека доколку секој ден ни е подобар од претходниот, ние сме во добар правец. Не очекувам дека ќе има искоренување на начинот на кој што функционираат луѓето, начинот на кој што функционираат институциите, вклучувајќи ги тука и политичките елити за еден ден. Принципот на нула толеранција мислам дека е решението за било кој проблем. Нула толеранција. А тоа значи контроли и санкции за тие што тоа го прават. Уште немаме, не е завршен ниту оној судски процес за автобуската несреќа кај Ласкарци. Видете, ние не треба да... Значи, реакциите, знаете, во македонската јавност беа по несреќата во Бугарија, дури можевме на социјалните мрежи да читаме, добро е што бугарските истражни органи ја водат истрагата. Нели е тоа поразително? Видете, такви впечатоци јас ги слушнав и бугарските емисии во тој период, и таму експертите, луѓето имаат сличен став кон, дури и баш кај вас имаше едно такво парче извадено во текот на една дебата, и тие имаат исто мислење, па го се сеќавам на вашиот коментар колку е тоа слично како кај нас, ставот на луѓето по однос на тоа како функционираат институциите. Заради тоа што сами ние не можеме да ги решаваме овие проблеми, затоа ни е важна Европската унија. Затоа ни е важен почетокот на преговорите. Затоа што кога ќе почнат преговорите, прво добиваме ние на тој билатерален скрининг. Ама каква врска има? Многу има тоа врска. Со преговорите, тоа не ни обезбедува надворешна контрола. Обезбедува. Сега ќе ви кажам. Ние почнуваме со поглавието 23 и 24. Тоа е владењето на правото, фундаменталните права, судство и така натаму. Пред да го почнеме тоа поглавие, доаѓаат една година експерти, стотици експерти од Европската унија, и прават скрининг на нашата состојба. И ви даваат после тоа еден план што треба да направите во наредниот период за да го отворите, тие ги викаат тие opening benchmarkoви, и како да го затворите едно поглавие. Додека не ги завршите сите тие прашања, вие не можете да го завршите поглавието. И тие преговори може да траат и 20 години, значи нема рок, може да не се исполнуваат критериумите и така натаму. Јас мислам дека тоа сериозно ќе помогне на институциите, на државата во забрзување и во превземање на некојаш и непопуларни мерки, кои што, мора да бидам отворен, некојаш политичарите ги избегнуваат заради тоа што се непопуларни во јавноста. Меѓутоа, кога влегувате... Затоа што мислат за изборите. Затоа што често мислат и за изборите. Кога влегувате во преговарачки процес, тогаш вие мора да
испорачате тоа што го имате во тие планови што ги добивате од Европската Унија, затоа поради тоа што ќе немате после прогрес на тој пат. А граѓаните ќе ве ценат и по прогресот. И тогаш мислам дека таа борба станува и влегува во функција на интересот на политичарите, за да испорачат пред граѓаните, а во исто време го средуваат и системот. Тоа кажува дека внатре немаме сили да се справиме. Мислам, или ова политичко. Не се обидувам да бидам адвокат на меѓутоа државата не е во позиција во која што беше пред 10 години и пред 20 години. Значи, државата има прогрес. Дали е на ниво во кое што би биле задоволни? Не е. Се разбира дека ни треба и меѓународна помош во делот на создавање на една демократија, на силни институции кои што ќе одговараат на овие очекувања на граѓаните. На крај краишта тука баш и не можеме да зборуваме за некаков напредок. Мене ми е поважен процесот на преговори со Унијата отколку самото членство. И тоа им го кажувам и на пријателите во Европската Унија. Ако мислите дека ние единствено очекуваме како да станеме членка, па да ги имаме привилегиите од членството, не е така. Ние знаеме дека тоа е долг процес. Нас ни треба и процесот на преговори со цел ние да станеме европска држава. Кога ќе станеме вистинска европска држава, ќе биде ирелевантно дали ќе бидеме членка или не. Едноставно ќе не бараат сами да станеме членка. Не очекува и веројатно тешка зима. Имаме сериозна енергетска криза, економска криза, веројатно. Дали сметате дека тоа може да резултира и со предвремени парламентарни избори? Па мислам дека тоа само ќе одмогне во справувањето на тие кризи. Прво, најважно е пандемијата, справувањето со пандемијата и последиците што ги има оставено пандемијата. Некојаш не ги разговараме, меѓутоа пандемијата има оставено доста последици во здравствениот систем, во третманот на пациентите од други болести кои што бараат медицински третман. Има оставено социоекономски последици врз граѓаните поради сите тие рестриктивни мерки. И ние треба да се фокусираме прво да се справиме, да ја вратиме економијата. Првите индикатори е дека економијата се враќа навистина силно после опоравувањето, после кризата и после рецесијата која што имавме во првите семестри од годината во текот на пандемијата, и тоа е добро, Меѓутоа, сега дополнително е енергетската криза која што не е поврзана со пандемијата, е поврзана со цената на гасот, е поврзана со недостаток на јагленот, со други прашања во однос на природните ресурси кои што помагаат за создавање на енергија. Треба и со тоа да се справуваме. Тука се разбира и потребата за регионалната соработка и во делот на справувањето, меѓутоа и поддршката од Европската Унија и од нашите партнери, така да секое дефокусирање за партиско-политички теми во овој период, мислам дека не е во интерес на граѓаните. Ви благодарам за интервјуто, господине Османи. Благодарам на вас. Останете на Тилма, следуваат реклами, а потоа разговорот со германската амбасадорка Анке Холштеин.